Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Денес имаме интерпелација на министер Тодоров, човекот кој, иако досега 1000 пати требаше да ја напушти фотелјата, се уште седи на неја во министерството кое можеби е најважно во Република Македонија, а тоа е Министерството на здравство. Жално е, господин Тодоров, што покрај 5 години во Министерството на здравство и толку советници, кои патем би се стручњаци и за катастар и за образование, не го научивте основниот принцип во медицината. Примум нон ноцере. Прво и основно е да не се наштети. А вие, господин Тодоров, наштетивте и тоа многу. На сите. На пациентите. Затоа што дозволите да престојат по катастрофални и мизерни услови во болниците, да јадат мизерни оброци низ кои што шетаат леварки, да ги терате да купуваат лекови и материјали за да бидат лекувани и оперирани, а оние малку материјали и лекови кои ги има во болниците да ви бидат набавени по критериумот најниска цена. Понатаму, бркајќи лекари и сестри по болниците како спијат и пушат, господине министер, ќе беше честно од вас да влезете во болничката соба и да им објасните на пациентите зошто е потребно да носат грејалки од дома. И да им објасните дека е неморално и недоблесно од вас за сите лекови и материјали да ги набавувате по најниска цена, при тоа немајќи во предвид дека од квалитетот на тој конец, клипса, дрен, зависи здравието и животот на тој пациент. Таму, господин Тодоров, се оперираат и деца и тоа е многу поразлично отколку оперирање во видеоигрички. Ќе објасните ли зошто си играте со судбината и на диализните болни, господин Тодоров? Оние кои што гледаат спасот по трансплантација на бубрек, која од необјаснени причини, но за вас добро познати, веќе 6 месеци не се прави на клиниката за урологија. Ќе спиете ли мирно, кога не дај Боже во меѓувреме ќе почине и некој пациент кој е бубрежно болен, затоа што не му било возможно да направи трансплантација? На болните од рак, господин Тодоров, им должите објаснување зошто ги доведете во ситуација да немат цитостатици за нив, па дури и основни лекови како што се лекови за болка и за против повраќање. А од друга страна, Институтот за онкологија во 2014 година потрошил 33 милиони денари или над 500.000 евра за сервисирање на опремата која има. А тоа е истата она опрема која во 2012 година се сервисирала за 7 милиони денари. Значи 5 пати поевтино. За односот кон лекарите, господин Тодоров, и кон здравствените работници, 100 минути да зборувам, нема да се докажам, а камоли 10 минути. Ќе останете запаметен како човек кој судски го забрани штрајкот на лекарите, а кога тој веќе почна, го избркавте новинарот од Вестникот, затоа што се дрзна да помисли на насловната страница да објави вест дека лекарите штрајкуваат. Понатаму, снимавте реклами за лекари кои што не работат и се мрзливи, се разбира по критериум квалитет, но никако по најниска цена, како што ги набавувате лековите во болниците. Па почнаа закани за откази, уцени, сите можни инспекции, ги извадите директорите на контраштрайк и така натаму. Лекарската комора или ЛК, господин Тодоров, ќе претворите во МК, Месен комитет на ВМРО ДПМН, каде целокупното раководство, водејќи се од клиентелитички пристап со вработување на членови на семејството и давање на надоместоци од 900 евра за шетање по болниците широм Македонија, ги ставивте во скут и со тоа служиме за посмев и во регионот и во Европа. Нашата лекарска комора е единствена во Европа, верувам и во светот, која што го брани министерот, а ги напаѓа лекарите. И зошто беше сето ова потребно, господин Тодоров? За да помине вашиот проект плаќање по учинок. Да ве подсетам, со тој проект од еден лекар земате 20% и му давате на друг лекар 20%. Сега да ја прашам, ако министер во владата на Груевски излезе на повеќе пресови од вас и спроведе повеќе реформи во наводници од вас и ви земат 20% од платата и му дадат на него, исто ли ќе биде? Се разбира, ако живеете од плата, нема да ви биде исто. Требаше да се заминете многу пати до сега, господин Тодоров, затоа што ги учевте хирурзите да оперираат, на матичните лекари ги броевте упатите и рецептите, одредувавте колку треба да трае преглед на пациентите, одредувавте месечна норма на прегледани пациенти
и така натаму. Мене како хирург ме наложивте курс за следење на компјутерска томографија. Замислете, ако имам неколку негативни наводи при правење на компјутерска томографија, да појаснам на пациентите, ако дојдат неколку души поведени во сообраќајка и ги пратам сите на компјутер, ќе молам Бога некој да има скршено глава, ребро или пукната слезинка, затоа што министерот ќе ме прати на курс или ќе ме казни од плата. Вакво играње мајтап со здравјето на пациентите и со човечкиот и стручен капацитет на лекарите, верувам дека не постои во Европа и во светот. Иако и затворениците слободно шетаат по затвор и немаат локатори, тоа не важи за лекарите, господине Тодоров, на кои што наложивте да имаат локатори, за вие во секој момент да знаете каде се наоѓаат по болницата. Но тоа не е се, може да налетаат на ненајавена контрола за алкотест од полицијата. Еве го дописот од 27.10. Да ве прашам, во Министерството за здравство имате ненајавени контроли и алкотестови. Да ви кажам какви проекти вадите, нема да биде лошо и тоа да го воведете. И сега кога ќе повлечеме линија, Македонија е на последно место во Европа по задоволство на граѓаните од здравствени услуги, а 74% лекари не се задоволни од платата и 64% од лекарите сака да одат во странство. Па кои реформи се, господин Тодоров? Зарем ова не ви е причина час поскоро да си дадете оставка и да заминете? Верувајте, кога ќе заминат лекарите, секакви реформи, вклучувајќи ги вашите советници, па и оние со коефициент на интелигенција над 140 по меса кои ги работивте, ќе бидат безсмислени, оти ќе нема кој да ги спроведе. Зборите дека долговите биле од едно минато време. Еве што направите вие. 2011 милиарда 433 милиони долгови, 2014 2 милиарди 912 милиони денари, или над 50 милиони евра. Толку во врска со вашата успешност. Здравството го дотеравте во таква ситуација да и починатите и нивните фамилии не ги почитувате. Имате допис од погребални фирми кои се жалат дека болничари, сестри, лекари и така натаму фаворизираат погребални фирми блиски до власта и добиваат одреден надомест за да го однесат починатиот пациент. Еве ви допис до вас од 16 ноември, но вие не реагирате на тоа. И сега збор 2 за одговорот на интерпелацијата. Општа болница Охрид 5 милиони евра реконструкција. Ги пресметавте 400.000 евра што отиде во дупка. Некој што набавил 6 пати поскапи сијалици и документар. Некој ќе понесе одговорност за тоа. Доаѓаме до главната поента, 100 милиони евра во најсовремена опрема. Ве повикувам да излезете овде да кажете цена на компјутерски томограф и тип и ви уверувам дека јавноста ќе биде шокирана колку дебело ви се надплатени. Поназаму, преземање на лекари од приватни установи. Испробана тактика, партиски лекари од ВМРО, фиктивно ги вработувате во приватни установи и после ги враќате назад. Ниеден еминентен лекар би се нема вратено од приватно здравство назад. И на крај, врв на лицемерие и играње мајтап со народот е следново. За упатување на лекување во странство, како и итноста на третманот, одлучуваат исклучиво докторите кои се врвни именетни стручњаци. Па да се смее ли човек и да плаче. Супер, не убедивте господин Тодоров. Па вие бевте тие кои одозгоре дадовте негативно мислење за лекување на Тамара. Вие бевте тие кои рековте да престанат донациите бидејќи се обезбедени пари, и вие бевте тие кои што чекавте да се отвори центар за спинална хирургија. Докторката пак одоздола, која, еве, не спорам дека е стручна, требаше да ви каже дека живењето со таква сколиоза е таков притисок на срцето и белите дробови и нивно оштетување, како секој нормален човек да живее со тек од 5 килограми на градниот кош, господин Тодоров. И кога веќе таа немаше доблест да ја врати Цвети Климентовата награда која доби, замислете оваа година, кога ја загубивме Тамара, а тоа беше најмалку што може да направи, еве, ве повикувам вас. Ако и малку имате честност и доблест, а верувам дека ги имате, ве повикувам да поднесете оставка, да го завршиме овој циркус од интерпелација и да не го чекаме гласањето. Со тоа ќе докажете дека останало барем малку чест, морал и достоинство, како на нашата македонска политичка сцена, така и во државата воопшто.